Почитувани, добар ден. Започнуваат вестите на Канал 8. Планинарот Тошо Антов е најдобар спортист на општина Кочани за 2018 година. Комисијата која ги разгледуваше пристигнатите предлози од клубовите оцени дека тој постигнал најзабележителни резултати, а признанието за најдобра екипа ќе му припадне на кошаркарскиот клуб Баскет Дино. Планинарот Тошо Антов, член на планинарскиот спортски клуб Осогово, е избран за спортист на Кочани за 2018 година на изборот што го организираше локалната самоуправа. Едногласно, со максимален број бодови од представниците на Асоциацијата на новинарите, по долгогодишна доминација на каратистите, за прв пат еден планинар го добива највисокото спортско признание на општината. Признанието за Антов е заслужено со оглед што тој и како планинар и како претседател на планинарскиот спортски клуб Осогово во изминатиот период постигна забележителни резултати, меѓу кои и искачувањето на врвовите Килиманџаро, Елбрус и Фуџи, како и на највисоките планински точки во Норвешка, Италија, Словенија и на Балканот. Освен тоа, стана прв лиценциран планински водич во општината и координатор за маркирање на источната трансверзала. Клубот, што тој го предводи, во 2018 година трет пат поред беше прогласен за неуспешен од страна на Федерацијата на планинарски спортови на Македонија, а за прв пат беше добиена и стипендија за млад надежен планинар од страна на Агенцијата за млади и спорт. За најдобар млад спортист, спортска надеж е избрана 10-годишната Јована Давидкова, членка на шаховскиот клуб Кочани, која лани стана шампион на Македонија во својата возрастна категорија во женска конкуренција и ја представуваше државата на Европското младинско шаховско првенство во Латвија. Признанието за најдобра спортска екипа за минатата година ќе му припадне на кошаркарскиот клуб Баскет Дино, кој по долгогодишна стагнација на кошарката во Кочани успеа да влезе во втората македонска лига. За најдобар тренер е избран Николче Колев од клубот за гимнастички спортови Кочани, додека Благој Каров, кој долги години е поврзан со гимнастиката, е најдобар спортски работник за 2018 година. Доделувањето на наградите и признанијата за неуспешните во спортот во Кочани за минатата година ќе се одржи кон крајот на месецот. Започнаа активностите за реконструкција на ученичкиот дом во село Блатец. Со промената и на фасадата, интернатот ќе добие комплетно нов лик. Средствата се обезбедени од UNDP. Започна реконструкцијата на ученичкиот дом во село Блатец. Ќе се одвива во две фази. Во првата фаза е предвидена промена на столаријата, а во втората е предвидено нова фасада на интернатската зграда, а воедно и на градинката во село Блатец. Овие објекти изградени 1951 година и само еднаш е реновирана, тоест кровната конструкција. Што се однесува до средствата се обезбедени од страна на UNDP, каде што општина Виница аплицираше во висина од 33.000 евра. Дополнителни средства доколку се потребни, општина Виница ќе обезбеди од буџетот на општината. Моментално во редовната настава во ученичкиот дом има 7 ученици, од кои се и деца со посебни потреби. Најголемата бројка на ученици кои учеле во интернатот достигнувала и до 30 во претходните години. Но условите не се пријатни и е потребна реконструкција на целиот објект. По реновирањето што се планира, вработените се надеваат дека ќе се зголеми бројката на ученици во домот. Од 1 до 9 во редовната настава, исто така и во наставата за деца со посебни образовни потреби. Значи во Источна Македонија е еден и единствен ученички дом, каде што се сместени може да престуваат и деца со посебни потреби, а исто така и деца со редовната настава или деца од социјално загрозени случаи. Тие заминуваат во Штип, во Средното училиште Искра, каде што се сместени исто така од понеделник до петок, можат да се одат дома кај своите родители, но можат и целиот месец да престојуваат во ученичкиот дом. Досега во овој ученички дом имаат поминато над 100 ученици од редовна настава, како и ученици со посебни потреби и ученици кои потекнуваат од семејства во социјален ризик. Освен од Блатец, тука престојуваат ученици од Пехчево, Пеклани, Виница, Градец, Нивичани и од други села од Источна Македонија. Со новата година стартуваше и вакцинирањето на домашните миленици. Истото е задолжително и изнесува 590 денари. Чипирањето пак, што започна минатата година, се врши бесплатно, истакнуваат од ветеринарните амбуланти во Кочани.
Бесплатно чипирање на домашните миленици, но не е бесплатно вакцинирањето против болеста беснило и добивање на пасош. Ветеринарните станици и годинава според програмата за работа и календарските активности, овој месец па се до крајот на март ќе ги вакцинира домашните миленици против болеста беснило, иако акцијата се спроведува во текот на целата година. Како и секоја година, во периодот од јануар до месец март, активноста прво започнуваме со вакцинација на кучињата против беснило, а воедно знаете дека и отпочна од минатата година и чипирањето на кучињата. Цената на услуга на вакцинацијата по куче изнесува 600 денари, 590 денари, 600 денари практично, и во цената не влегува пасошот, односно метнувањето на чипот. Тој заедно со пасошот изнесува 120 денари, што значи чипирањето е бесплатно, само се плаќа пасошот на кучињата. И во Кочани и околината се обезбедени доволен број вакцини против беснила, а тече и бесплатното чипирање на домашните миленици, истакна Ѓорѓе Атанасов, ветеринар од Кочани. Вакцинацијата на домашните миленици против болеста беснило е задолжителна со закон. Досега во Кочани се вакцинирани мал број домашни миленици, околу 50, но ветеринарите очекуваат дека собствениците на кучиња и мачки навреме ќе ги вакцинираат своите миленици. Оние кои нема да го сторат тоа, ќе се соочат со парична глоба од 500 евра. За оние кои што нема да ги вакцинираат, верувајте, тоа е наредба од Агенцијата за храна и ветеринарство. Ветеринарната инспекција ќе постапи онака како што е во правилникот, ќе бидат немилосредни, ќе бидат казнети сите оние држатели на кучиња кои нема да ја спроведат наредбата, односно нема да ги заштитат своите кучиња против болеста беснило. Годинава Агенцијата за храна и ветеринарство ги задолжи ветеринарните станици и амбуланти да спроведат активности за земање мостри од крв за анализа за испитување на болеста бруцелоза кај ситниот добиток. По 10 години од масовно спроведената акција за вакцинирање на овците и козите, ќе се испитува колкав е ефектот и дали болеста е присутна или искоренета во стадата на сточарите. Општина Кочани и за годинава ќе утврдува методологијата за проценка на пазарната вредност на земјиштето врз основа на што ќе се пресметуваат обврските за данок. Изготвувањето на документот е врз основа на минатогодишните купопродажби, а таа ќе се применува во текот на оваа година. 34.000 денари изнесува пазарната вредност на 1 декар ориз на нива од прва класа, според проценките што се направени во општина Кочани. Оваа цена ќе се применува во пресметката на даночните обврски во текот на 2019 година, при купопродажба, подарување или друг вид промена на собственоста на земјиштето што е офатено со оданочување. Заклучокот во кој се наведени проценетите вредности на сите видови земјоделско и градежно земјиште по класи во Полскиот и во Рицко-планинскиот регион во општината наскоро ќе се најде на разгледување пред Советот на општината, пошто ќе треба да започне и примената на методологијата. Во утврдената пресметка стои дека најголема вредност има земјоделското земјиште што катастарски е заведено како градини, при што 1 декар од прва класа чини 80.000 денари. Вредноста на овоштарниците од истата класа ќе се смета дека изнесува 48, а лозјата 64.000 денари за декар. Нивите на кои ќе се засејуваат жита или други култури се проценуваат на иста вредност како оризните, односно 34.000, додека ливадите на 37, шумите на 18 и пасиштата на 12.000 денари за декар прва класа. Што се однесува за пониските класи, вредноста на секоја категорија земјиште се намалува во просек за околу 10% по класа. Овие цени се однесуваат на земјиштето во аторот на Кочани и во рамничарските села, како и за селата Бели и Нивичани. Службите во општина Кочани утврдиле дека во Рицко-планинскиот регион најголема вредност имаат лозјата од прва класа, кои чинат по 55.300 денари за декар. Веднаш потоа се градините по близу 34.000, овоштарниците близу 31.000, шумите по 25, ливадите и нивите по 18.500 денари, а најмалку за пасиштата, кои чинат по 17.000 денари декар прва класа. И во овој регион вредноста на пониските класи за секоја категорија се намалува за околу 10%. Освен за земјоделското, утврдена е и вредноста на градежното земјиште. Според проценката на општинарите, за парцелите во градското подрачје од прва зона ќе се плаќа 1230 денари,
за втора зона 1110. Во третата зона градежното земјиште ќе се проценува на 789, во четвртата 684 и во петата 175 денари од метар квадратен. Овие цени се основа за пресметување на даноците на имот, наследство и подарок во управна постапка пред органите на општина Кочани, освен кога цената утврдена во договорот за купопродажба е повисока од пазарната вредност, што е утврдена со методологијата. Во таков случај ќе се прифати повисоката цена што е договорена меѓу страните во договорот, како даночна основа за пресметување данок на промет. Просечните цени на градежното и на земјоделското земјиште за подрачјето на општина Кочани, што се утврдени со оваа методологија, ќе се најдат на разгледување во Советот на општината на седницата што е закажана за 30 јануари. Општина Виница ќе инвестира сопствени средства за реконструкција на дел од водоводната линија и за поставување заштитна ограда на улицата Иво Лола Рибар. Во моментот тече рокот за избор на фирма што треба да ги реализира градежните работи. Заради подобрување на водоснабдувањето на граѓаните, локалната самоуправа на Виница ги продолжува активностите за реконструкција на водоводната мрежа. Деновиве се започнати подготвителните активности за поправка на дел од линијата за водоснабдување на улицата Иво Лола Рибар. Заедно со овие градежни активности планирано е да се постави и заштитна ограда на дел од коловозот заради безбедност на пешаците. За реализација на активностите планирано е од буџетот да се инвестираат близу 300.000 денари, за што веќе е објавен јавен повик за избор на фирма изведувач на работите. Според техничката документација на тендерската постапка, со овие пари треба да се замени постојната водоводна линија со ново полиетиленско црево во должина од над 200 метри, додека заштитната ограда е метална и е со должина од над 60 метри. Предметот што е дел од јавниот повик е делив, што значи дека за извршување на работите може да се јават повеќе изведувачи кои одделно ќе конкурираат на тендерската постапка. Рокот за пријавување на заинтересираните фирми е до 29 јануари, а избраниот изведувач или изведувачите ќе имаат период од околу 1,5 месец по потпишувањето на договорот со општина Виница да ги реализираат градежните работи на терен. Предавање за производство на матица ќе се одржи в сабота на 26 јануари во 18:30 во салата за венчавки. Истото е во организација на пчеларските здруженија од Кочани, а предавач е еминентен и професионален пчелар од Србија. В сабота на 26 јануари пчеларските здруженија од Кочани, Матица и Златна кошница организираат предавање за пчеларството на тема Пролетен развој и производство на матица. Предавач ќе биде професионалниот искусен пчелар од Србија Саша Патаниров, кој што на нашите пчелари ќе им го пренесе своето знаење од долгогодишното пчеларење, посебно во делот на производство на матица. Од двете пчеларски здруженија од Кочани ги покануваат сите пчелари и други луѓе кои сакаат да слушнат нешто повеќе за пчеларењето и за производството на мед и пчелни производи, да присуствуваат на предавањето што ќе се одржи в сабота на 26 јануари во венчалната сала со почеток во 18 часот и 30 минути. Пчеларите од Кочани често организираат вакви предавања на различни теми од областа на пчеларењето, на кои предавачи се еминентни пчелари од Србија и други земји кои се искусни во пчеларството и можат да го пренесат своето знаење со цел да можат и нашите пчелари и оние поискусните и почетниците во пчеларењето да слушнат и научат нешто повеќе за производството на квалитетен мед. Инаку, како што веќе информираше Канал 8, за оваа година пчеларите од Кочани и населените места со оглед на поволните временски услови се надеваат дека ќе имаме добри приноси на мед, а со тоа и цената на медот не би требало да се покачи, туку останува непроменета и изнесува 350 денари за килограм.
Почнувани, тоа беше се што ви подготвивме за ова издание на вестите на Канал 8. Ви благодариме што бевте со нас. Имајте пријатна вечер. Довидување.